точка на дневен ред во оваа сала не сме добиле. Еве сега ќе ви поставам за да дебатираме върху тој проблем на градот. Еве сега ќе ви поставам како прашање и се надевам дека ќе ни одговорите на уште теми. Јас мислам дека е срамота нашите сокрајници градот да одат во други градови и да полагаат возачки испити. Срамота е град како Битола да нема полигон за полагање возачки испит. За тоа најголема одговорност мислам дека имате вие и институциите кои ги раководите. Зошто досега кога се знаеше дека стариот полигон за возачки испит не исполнува технички услови, кои ги исполнува многу години пред тоа, не се презедува мерки пред време како давање на една или повеќе локации за правење на полигони во градот Битола, зашто се чекаше да се затвори стариот и да дојде до оваа ситуација. Зашто нашите граѓани на Битола да одат во Лесници Прилеп да полагаат. Знаеме дека Прилеп има 3 полигони за полагање возачки испит. Зашто и ние да нема? Зашто се тие подобри од нас? Зашто ситуацијата на монопол да не се тргне од нашиот град? Според моја информација од страна на автошколите беше доставено барање и разговаравте и дебатиравте врху тоа да им дадете локација да тие на собствена рака да се направат полигон. Но изучава бено вие. Јас мислам дека најголема одговорност како татко на градот би требало домакински да се грижи за градот. Должните ефтини седчки да изнајдете решение по овој проблем. Не да ги оставите граѓаните 10 месеци да полагаат во другите градови и да се изложени на екстра трошоци за полагање возачки испит. Да знаеме дека милијадници луѓе годишно полагаат од овој град возачка дозвола на тие полигони. Јас мислам дека треба да дадете време конкретни одговори за полигонот, за граѓаните да знаат кога ќе го добијат новиот полигон. Говорите како што ги добивме претходно, дадени преклучени или пресоди, од текстот со ова со она не поминуваат повеќе. Значи се бараат конкретни одговори од ваша страна. Едно кратко прашање, дали нешто вие како градоначалник и вие како тел на власт, нешто барем малце планирате годинава за Педестри?